Разговараме со професор доктор Елеонора Серафимовска, доктор по комуникацијски студии, магистар по психолошки науки. Добро дојдовте во студиото на МИА. Добро најдов. Повод за ова интервју е неодамно објавеното истражување, кое што вие бевте еден од авторите кои учествувавте во ова истражување, посветено на ранливоста на дезинформациите кај различни групи граѓани во Северна Македонија. Живееме во ера на забрзан технолошки развој, постојано нови форми на информацијски системи, надградување на информацијската инфраструктура, време на нови можности, но и време на атак врз сетилата на граѓаните со безброј најразлични информации, а некаде меѓу нив и вистината. Дезинформациите не се нов феномен, постојат откако постои човештвото, меѓутоа ново е во ова време во кое што ние живееме, начинот на кој што тие може брзо да стигнат до граѓаните. Колку македонските граѓани се отпорни на дезинформации и какви сознанија добивте од ова истражување? Ајде ќе почнам со една кратка констатација, многу општа, дека граѓаните на Република Македонија не се отпорни на дезинформации или се многу ранливи на дезинформации. Иако ова е, велам, премногу општо, затоа што ќе мораме малце да прецизираме во однос на примерокот, дали се работи за сите македонски граѓани, дали се работи за каков вид на дезинформации се работи, така натака, меѓутоа првично би кажале дека ние навистина не сме отпорни. Во текот на разговорот, нели, се надевам ќе допреме до причините зошто е тоа така. Спомнавте дека тој феномен не е нов, навистина не е нов и не е само ново дека денеска многу побрзо доаѓаат, него она што е ново сега од малце од научен аспект е дека во последно време и почнуваат да пробуваме да ги измериме, да измериме медиумската писменост, пробуваме да ја измериме умешноста за дезинформации, за да знаеме на кој начин можеме, нели, да действуваме, каде да действуваме, со што да влијаеме и така натаму. Велам општа констатација затоа што се разбира не направивме репрезентативен примерок, не можеме да заклучиме дека македонската популација, граѓаните на Република Македонија поточно, се потполно не разликуваат информација од дезинформација. Меѓутоа, некои насоки дефинитивно допревме. Направивме еден сложен инструмент, неколку пати истакнавме во едицијата дека се работи за прв пат на вакво истражување. Правени се многу истражувања во однос на медиумската писменост, точно, и во нашата држава навистина многу, мислам дека во последните години веќе се вложува во однос. Што го разликуваше ова истражување од претходните истражувања? Ова е дека влегува во длабочина, се бараат токму причините. Прво пробавме да го дефинираме конструктот, да видиме што се влегува во таа медиумска писменост, бидејќи многумина мислат дека тоа е само знаење за медиуми. Знаете, медиумски писмен некако асоцира дека тоа колку ние ги познаваме медиумите, како тие функционираат. Меѓутоа не е, дефинитивно, тоа е еден многу сложен конструкт, во кој што за прв пат мислам дека се обидовме да го измериме, да го осветлиме, да ги осветлиме сите аспекти на тој конструкт и да видиме дали навистина е поврзан со препознавањето на дезинформациите. Може ли накусо за методологијата, врз основа на која го спроведовте ова истражување, на колкав примерок, колку тој примерок ни дава одредени основи за понатаму, рековте не е репрезентативен или така, да, таргетот на Институтот за комуникацијски студии беше на ранливите категории. Значи ние немавме претензија да направиме истражување со репрезентативен примерок. Рековме дека овој дел од истражувањето ќе биде посветен на ранливите категории на луѓе во однос на дезинформациите и ќе се обидеме да видиме кои се тие корелати, кои се тие фактори кои што доведуваат до медиумска писменост и кои се последиците на медиумската писменост. Така што, значи, станува збор за една корелацијска студија. Имавме група на студенти, имавме група на пензионери, точно 193 студенти и 98 пензионери. Навистина беше доброволно учеството, значи тоа е еден примерок, еден научно кажано во тој методолошки дел дека тоа е еден намерен примерок. Ги биравме можеби студентите кои што веќе се на тие факултети кои што веќе се сензитивизирани за медиуми, како функционираат медиумите и така натаму. И секако еден од условите ни беше да следат вести, да се малку да имаат некакви познавања како функционираат интернет вестите и така натака. Па дури да го чувствувале во некој вид на медиумска, некоја обука за медиумска писменост. Применивме сложен инструмент, дел е земен и прилагоден од
од странство, меѓународен инструмент во однос на писменоста за вести, а потоа ние додадовме уште неколку сегменти со кои што всушност за прв пат ги проверивме и нашите теориски основи за медиумската писменост. Велите прв од ваков вид, односно прво од ваков вид истражување, меѓу другото затоа што се обидовте да расчлените медиумската писменост, потесно истражувавте писменоста за вести. Така. Ке може ли мало појаснување? Како ја расчленивте медиумската писменост и што се меравте во ова истражување? Веќе во науката и во експертската јавност веќе се прави разлика помеѓу медиумска писменост и писменост за вести. И тоа навистина не е исто. Во еден момент да, има интерсекција и се поклопуваат тие термини, меѓутоа не се истозначни, тоа не се синоними. Во тој конструкт на медиумска писменост веќе се испитува писменоста за вести со еден инструмент кој што ние го земавме, го преведовме на македонски и на албански јазик и всушност направивме и проверка на инструментот во пракса, се покажа дека наистина функционира во нашата држава. И освен тој дел што се однесува за писменост на вести, додадовме уште, сметавме дека можеби за таа медиумска писменост се потребни уште две компоненти, така што предложивме еден наш теориски модел во кој што медиумската писменост се сваќа како еден сложен конструкт на меѓусебно зависни. Писменоста за вести е еден аспект е мотивацијата, значи таа е една активацијска компонента, колку ние сакаме да слушаме вести, колку сакаме да се информираме, колку сакаме да знаеме што се дезинформации. И третиот аспект е свесност за бариери, бидејќи знаеме, претпоставувавме, а и науката тоа го вели дека за да бидеме умешни да препознаваме дезинформации, битно е да сме свесни и за бариерите во тој процес на препознавање. Што значат тие бариери? Бариерите во процесот на препознавање се мноштво. Ние ги земавме четирите кои што се најчесто бариери, пречки за препознавање. Прво се емоциите. Кога ќе бидат провоцирани одредени емоции со некоја одредена вест, тоа може да биде навистина пречка во препознавањето дезинформации и во справувањето со дезинформациите. Знаете, кога емоцијата ќе стапи на сцена, ние често викаме го губиме разумот. Да, веќе логичкото заклучување ќе биде второстепено и може да биде проблематично во тоа колку можеме да препознаеме некоја вест. Како втора бариера е општо познато дека доколку не ја познаваме темата, недоволното знаење за некоја област, навистина може да влијае на нашето препознавање дезинформација. Ако јас едноставно немам никакви познавања за некоја вест, можам лесно да бидам заведена. Знаете, немам никакви познавања, ќе голтнам дезинформација мислејќи дека е вистина. Недоволната желба и недоволниот интерес за некоја тема исто може да биде причина за не ги препознаваме дезинформациите. Тие се тие пречки во процесот и е многу битно индивидуата кога ја слуша веста и кога ги прима информациите да е свесна за бариерите. Кога е свесна, се вели бариерата престанува да биде бариера. Кога јас сум свесна дека емоцијата може да ми влијае на препознавањето дезинформација, веќе имам однос кон тоа, веќе нема така автоматски да ја голтнам информацијата, односно дезинформацијата, така е. Веќе имам однос кон. Сега тука се надоврзувам под писменост на вести, подразбирате три категории. Потреба од спознавање, термин локус на контрола во однос на медиумите, како и знаење за медиумите, нивната структура и нивното функционирање. Потреба од спознавање, тоа е природна човечка потреба, меѓутоа дали ќе може локусот на контрола во однос на медиумите да го објасните, бидејќи ми изгледа малку е поневообичаен. Прво да кажам дека тој конструкт не е превземен од веќе направени истражувања кои се докажал дека навистина постои, дека писменоста за вести е составена од овие три аспекти. Првата ја спомнавте, потребата за спознание, таа е една можеби полесна за сите да ја разберат дека тоа е една потреба да луѓето да бидат вклучени во мисловна активност, да сме интелектуално љубопитни и така натака. Овој локус на контрола е прилично невообичаен психолошки конструкт и значи колку ние сметаме дека не општо зборам, не е локус на контрола во однос на медиум, зборам за локус на контрола кој што може да биде внатрешен и надворешен, значи тоа е нашиот став колку сметаме дека нашето однесување, нашето поведение е одредено од надвор, од надворешни фактори или колку зависи од нас самите. Сега моментално се поклопи моментално правевме нашиот институт ИСПП и правеше истражување европско во кој што се потврди дека имаме
надвореше доста локус на контрола. Како народ, како држава? Да, дека Значи, нас не се обвинуваме парите, другите. почита од други не мотивира да би тие ни се нас вредностите, значи ние имаме прилично надворешен локус на контрола кој што е прилично лош за една демократска развиена личност или индивидуа. А овдека го меревме локусот на контрола во однос на медиумите, значи колку сметаме дека медиумите не контролираат нас или ние ги контролираме медиумите. Колку сметам дека од мене зависи колку ќе бидам информирана, односно дезинформирана, или едноставно имам став дека не можам ништо да направам, тоа е јас сум во рацете на медиумите, они можат да играат со мене како сакаат, можат да ми пласираат секоја информација, немам никаква контрола. Така што тоа е еден интересен аспект. Какви сознанија добивте во однос на таа контрола, да кажам? Знаете како, во однос на тој баш тој локус на контрола, внатрешна контрола на поединецот, колку всушност медиумот му влие? Да, колку јас мислам дека од мене ќе зависи колку ќе бидам дезинформиран или информиран или дезинформиран. Што има луѓе векаат јас не можам ништо да направам, едноставно ме лажат медиумите, што можам јас да направам, ништо, нели? Интересен тој еден блок на прашања, сетот 6 прашања. И студентите и пензионираните имаат некој просечен локус на контрола, би се рекло некаде сме на половината. Меѓутоа интересно е едно од тие 6 тврдења во кој што сме исклучително ниско и студентите и пензионерите, а тоа е дека не ја превземаме одговорноста. Прашањето гласеше доколку сте вие погрешно информирани, вие сте одговорни. Апсолутно, тука имаме и пензионерите и студентите имаат став дека ние не сме одговорни ако сме дезинформирани, што исто збори за еден надворешен локус дека ние немаме сила да се одбраниме во однос на медиумите и на дезинформациите, што е прилично лоша основа, нели? Што не значи дека не може да се поправи, да се вежба и да се развиваат вештини во однос на тоа. Јас го разгледав истражувањето. Мене лично загрижувачки ми изгледа податокот во однос на непознавањето на структурата и функционирањето на медиумите. Ми остави впечаток, например, дека над 85% од испитаниците студенти не знаат дека на новинарите во земјава не им треба лиценца за да работат, или, например, дури 94% не знаат кој ги пишува соопштенијата за медиуми. Имаше тука и ред други прашања, сега да не ги напоменувам во овој интервју. Слична е состојбата и ке пензионерите. Така, структура на медиуми, собственост на медиуми, да, како влијаат рекламите, да, така на е, што се должи ваквото непознавање за функционирањето на медиумите? Колку во образовниот систем се изучуваат медиумите и како да очекуваме медиумска писменост, кога имаме, да речеме во ово истражување, основно непознавање на оние што ги шират вестите? Деновиве ми искритикува дека многу критикувам образованието, ама еве прост факт. Ако студент втора година, нели, дури на студии односи со јавност, има толку малку познавање за медиуми, што можеме да заклучиме за нашето основно образование и за нашето средно образование. Така, не велам дека ова се информации, пак ќе го спомнам тој репрезентативен пример, можеби не можеме големи генерализации да донесуваме, меѓутоа насоката е таа. Ние сме прилично неинформирани како функционираат и што се медиумите и медиумските системи, какво влијание имаат врз луѓето. Едноставно не знаат во однос на лиценцата, претпоставуваат, нели, тоа е нешто, не знаат буквално кој го пишува соопштение. Единствено што познаваат, што најголем број познава е дека главниот и одговорниот уредник има најмногу влијание како некоја вест ќе биде признаено. Единствено само тоа од тие 13 на 13 прашања. Така што дефинитивно образованието е, би кажало, одговорно, да, како агент на социјализација тука и семејството, меѓутоа образованието е главното, по кое што ние можеме да ги едуцираме нашите млади за како функционираат медиумите. И интересно беше што и кај нас и пензионерите, значи и повозрастните, дури има и пониски познавања во однос на младите како функционираат медиумите, што е исто за мене за препастувачки, значи не е нешто ново. Значи ние со години во нашето образование, нели, не информираме, можеби или да некој вели недоволно се зборува како функционира медиумите, некој вели да, доволно е, можеби не на начин кој што е потребен, али дефинитивно е проблемот е во кој друг е одговорен, дали ние колку ќе знаеме за информациите. Да, видете, тука и медиумите се многу важни. Нели, како они известуваат, колку они се промовираат како некој што можеме да им веруваме, и тука има, и тоа е нешто, зависи од вас, да кажам, колку луѓето ќе бидат познани, колку вие, например, колку вие кажувате на јавноста како функционирате, вашите проблеми, начинот на кој што се пишува вест. Дефинитивно прво образование, а потоа и медиумските системи. Значи еден заеднички процес. Така е.
Од истражувањето каков е генерално индексот за писменост на вести? Индексот за вести го сметавме како индекс кој состојан од тие три: потреба за сознание, локусна контрола и знаење за медиуми, се прави еден индекс, и студентите и пензионерите имаа нешто малку надпросечен индекс за писменост за вести, значи тоа не е за медиумска писменост, него индекс за писменост за вести, што збори за една нешто малку над просек, што збори за една добра основа, сега зборам пошто генерално, сега секако имате луѓе кои што се, нели, повеќе писмени за вести и помалку писмени, меѓутоа не е нешто многу лошо. Би рекла дека ние имаме основата, имаме некоја средна потреба за сознание, таа интелектуална љубопитност, малце повеќе кај развиена кај студентите, некој среден просечен надпросечен локус на контрола, многу не е ниско знаењето за медиумите, меѓутоа тој некој индекс е просечен. Што значи дека имаме некоја прилично, не велам дека е одлична, ама некоја добра основа за да бидеме медиумски писмени, ама нешто друго недостасува секако. Колку од испитаниците претходно биле вклучени во обуки за медиуми, за дигитална писменост и каква е генерално мотивацијата да се вклучат во такви активности? Не можеме да кажеме да заклучуваме и да кажеме колку луѓето биле вклучени во медиумска писменост, бидејќи ние кога го правевме примерокот и кога повикувавме на истражување, се надевам дека учество зема најголем број луѓе што веќе имале некаков си допир можеби со медиумска и дигитална писменост, која беше доброволно учество, и верувам дека токму тие голем дел и се пријавија да учествуваат во ова истражување. Така што е прилично голем, 20 нешто проценти дека учествувале во медиумска писменост, тоа не значи дека можеме да кажеме дека така е на цела популација. Во однос на мотивацијата за обука, мислам дека тој податок беше највисок, во смисла дека покажуваме интерес и пензионерите и студентите имаат прилично се мотивирани да дознаат, да научат што се дезинформации, како функционираат, што би рекла добра повторна основа за учење за медиумска писменост и писменост за вести. Во истражувањето вклучивте и мерење на познавање на одредени актуелни теми во општеството како показател за медиумската писменост. Забележливо тука е ниското ниво на знаење за теми поврзани со Европската унија. И кај пензионерите, и кај студентите одговорено речиси неточно на сите прашања. Во однос на климатските промени ситуацијата малку поинаква, но и тука не е ветувачка. На што се должат ваквите состојби? Прво се должи на таа, нели да кажам, низок или просечен скор на медиумска писменост. Не сме медиумски писменост, а тоа повлекува и прилична неинформираност за темите. Не би ги исклучила и случувањата, општествено-политичките случувања во државата, кој што може би се давам за право, нели, да дискутирам на оваа тема, не се проверени, не е тоа докажано нешто, меѓутоа може би придонесува за некаков отпор за следење за теми за европска со сите, нели, случувања нови што не се случија во однос на нашиот влез во Европската унија. Затоа и климатските промени може би се нешто што малку повеќе имаат познавања, малку подобри, не се тоа големи познавања, меѓутоа некако беа и повеќе сакаат да одговараат испитаниците, а имаа дури отпори при кога ги поставувавме прашањата за Европската унија, нели, баш се чувствуваше дека не сака дури не се има желба да се одговара. Значи, освен општествено-политичката ситуација, медиумската писменост, претпоставувам дека повторно и до Јас секош малку го давам тоа во однос на медиумите, колку успеваат, нели, да го направат тоа, да ја направат таа важна тема, колку, значи, знаете како речиси никој не знаеше што е тоа Frontex, на пример, никој не знае што е процес на скринингот, не знаеме што е скрининг, едноставно тие се општи теми, нели, можеби медиумите не успеале да им го на некој начин да им го доволно интересно прикажат, особено на младите, нели, тој дел. Така што има повеќе, не можеме да кажеме дека е само еден одговорен, веројатно има повеќе чинители, ама дефинитивно е показател дека треба да се работи на тоа, бидејќи добро информирана медиумски писмена личност, значи добро информирана личност, а добро информирана личност која што има познавања од разни аспекти на општественото актуелно живење, важни теми за нашата држава, значи одговорен граѓанин, активен граѓанин.
Во текот на истражувањето спроведовте, да кажам, вежба за препознавање на дезинформации. Ке може ли да ми го опишете процесот? Колку карактеристики треба да препознаат, колку препознаат, каква беше ситуацијата, колку се способни да препознаат дезинформации? Исто, и од тука би кажала дека е тука сме можеби исто први во начинот на кој што ја мериме таа умешност за дезинформации. По теркот на BBC изработивме 3 интернет вести, кои што се лажни. И ги земавме, во секоја вест имаше по 9 знаци за дезинформации. Тоа е пренагласување на употреба на емотивно оптеретени оптоварени зборови, истакнување со капсло, со големи букви, извичници на крај. Значи сите оние што ги создаваат и ги креираат дезинформациите точно знаат да ги употребат овие моменти. И би кажала дека препознавањето на дезинформациите е ужасно. Значи ужасно и за студентите и за пензионерите. Пензионерите па најголем број не препознаваат ниту еден знак за дезинформација во вестите. Интересно е тоа што направивме, што исто битен податок, дека направивме на 3 теми. Едната тема беше образование, втората беше, значи, као некоја општа тема, едната беше за Европска унија, за европските интеграции на Република Македонија и третата тема беше за климатските промени. Се покажа дека темата не е важна. Ако испитаникот, ако индивидуата знае да препознае знак за дезинформација во една вест, ќе препознае во друга вест. Значи темата сама по себе не врши улога. Значи ако сме едноставно умешни да препознаваме дезинформации, ќе ги препознаваме и на разни теми. Значи потребни се обуки. Така е. Кај граѓаните на различни нивоа. Ги споменавте емоциите во одговорите на повеќе прашања, тие се главен таргет, еден од главните таргети на дезинформациите. И некаде во истражувањето ја споменавте и емоционалната писменост. Значи говориме медиумска, меѓутоа сега имаме и емоционална писменост. Што подразбирате под овој термин и како граѓаните емоционално да се описменат? Емоционална писменост е исто поим и конструкт се изучува многу одамна во психологијата. Дури се вели дека за успешен живот дека е многу поважна емоционалната писменост од онаа интелигенција, нели писменост интелектуална. Зошто? Затоа што кога сме емотивно писмен човек, емотивно зрел човек, подразбира дека е свесен за собствените емоции, свесен за во какви емотивни состојби се наоѓа, свесен какви емотивни состојби предизвикува кај другиот. Тоа е една емпатична индивидуа кој што точно знае како да размената на информации, бидејќи доколку за тоа не сме свесни. Значи, доколку не сме свесни во какви емотивни состојби се наоѓаме, еве особено за медиумите, ако збориме за емотивна, како да кажам, писменост во рамки на медиумите и во рамки на тие информации и дезинформации, многу е важно да препознаеме која емоција ни е предизвикана од некоја вест, што можам јас да направам, да сум свесна дека сум можеби исплашена, па ќе ги слушам поинаку вестите, да знам дека ова можеби од толку што ми е радосна веста, можеби ќе бидам лесно заведена за да верувам нешто. Значи, таа емотивна писменост, не познавам истражувања колку сме ние емоционално писмени во нашава држава. Може би има, не знам, не сум го консултирала, меѓутоа во однос на ова се покажа дека ние све овде имавме прашања колку сметате дека емоциите се важни во препознавањето на дезинформација. Најголем број на испитаници знаат дека емоциите, меѓутоа тоа се уште не значи дека ги препознаваат емоциите. Затоа напоредно со развивање на медиумската писменост мора да иде и развивање на таа емоционална писменост. Дури би рекла да се почне со новинарите, затоа што тие се тие кои што, ајде да кажам, нели ги креираат вестите, па потоа имаме читатели, па некој што ги споделува и така натака. Меѓутоа мислам дека треба да се почне во овој аспект со медиумите, луѓето што работат во медиумите. Тоа е се надеваме дека во идниот период ќе го правиме со мојата колешка. Кога самите новинари би се обучиле, само да спомнам мала дигресија, имавме истражување пред 2 година и пол на факултетот
на правниот факултет, колку сметаат дека студиите за новинарство, значи колку во студиите на новинарство е застапена таа емоционална писменост или писменост за траума. Знаете, новинарите учествуваат, известуваат за трауми, а едноставно не се обучени што е траума, како да се носат со сопствената траума, како да се носат со траумата на соговорникот и така натака. Значи поразителни беа информациите дека во силабусите, во наставните програми на факултетите, особено за новинарство, апсолутно нема ништо за оваа емотивна писменост или писменост за траума. Така да, од таму треба да се почне, според мене, да се почне со обука на новинарите, а потоа малку и на пошироката популација, која што јас верувам дека ова е работа и дека голем дел од стручните служби во основното образование, во средното образование работат на таа емоционална писменост, бидејќи тоа е дел од развојот на детето. Колку успешно се прави, не би можела баш да кажам со сигурност. Во текот истражувањето креиравте две групи. И кај студентите и кај пензионерите, значи група со повисока медиумска писменост и група со пониска. Општо вака карактеристиките, значи што таа група со повисока како изгледа медиумски писмен од таа со пониска медиумска писменост. Медиумски писмен човек е прво човек со писмен за вести, првично, или како главен аспект. Писмен за вести значи човек кој што сака да размислува, не ги прима автоматски информациите кои ќе дојдат до него, ги анализира, значи има еден активен пристап. Го спомнавме тој локус на контрола, медиумски писмен човек верува дека може да се справи со информациите, верува дека може да ги контролира информациите што стигаат до него, може да стигаат безброј, меѓутоа тој одлучува што ќе провери, што ќе го смета за информација, дезинформација, има прилично големи познавања како функционираат медиумите и кое е нивното влијание на нас како граѓани. Потоа е човек кој што има внатрешна мотивација за вести, да следи вести, сака да следи вести заради сопствено добро, не затоа што така треба или некој едноставно мора, сака да следи вести, смета дека тоа е за негово добро, следењето на вести значи дека ќе биде информиран, ќе донесува правилни одлуки. Медиумски писмен човек е и човек кој што сака да се едуцира за дезинформација, значи таа тема му е важна, ќе сака да знае во каков свет живее, што значи дезинформацијата, како влијание има дезинформацијата. Значи има и таа активацијска компонента да се приклучи за некаков вид на едукација, сака да учи, едноставно тоа се луѓе кои што сакаат да учат. Во текот на истражувањето имавте една фокус група, освен пензионерите и студентите, ранлива категорија граѓани. Ќе може ли да ми кажете тука сега накусо за каква група станува збор и до какви сознанија дојдовте? Да, уште на почетокот одвоивме 3 групи ранливи категории, на кои што рековме дека во овој момент првично ќе работиме, тоа беа студентите, пензионерите и рековме да најдеме уште една група која што ќе бидат особено ранливи во однос на примањата и така натаму. Тешко идеше наоѓањето на ваква категорија, навистина многу тешко. На крај успеавме да најдеме една категорија на жени и ромки кои што се без речиси никакво образование. Не бевме во можност да го дадеме прашалникот како што го задававме за студентите и за пензионерите, бидејќи едноставно не беа најголем број, 80% од нив не беа писмени. Се обидевме да направиме на фокус група и да ги поставиме прашањето, да ги прашаме каква е нивната мотивација, во однос на дезинформациите, како функционираат медиумите, низ еден разговор, да се обидеме да дознаеме каков е нивниот став во однос на ова. Морам да кажам дека станува збор за група која што има многу малку познавања за медиумите, многу малку следат медиуми, во суштина многу малку следат и интернет вести. Сега колку е тоа добро, да, дезинформациите најмногу се шират на интернет вестите, меѓутоа воопшто непознавањето на поимот дезинформација, нели што значи лажна вест, така е. Неправењето разлика што е лажна, што е вистинита вест е исто голем проблем. Така што и во извештајот напишавме дека таму треба да се работи неколку чекори, знаете како прво да се описменат, да знаат како функционираат медиумите, да почнат и да следат медиуми така, затоа што кај нив се уште функционира она веста која се пренесува од човек на човек, они многу интересно кажува, многу искрено кажува дека за се што ги интересира дека ќе се излезат на улицата и ќе се ги слушнат информациите, значи многу малку се информираат од медиуми, едноставно немаат однос кон тоа
што се дезинформации, што може да им направат и така натака. Има предфази, сакам да кажам, доколку сакаме да работиме и треба да работиме секако и со оваа ранлива категорија, ќе треба да следат малце. Како заклучок од разговорот, кои се психолошките и социолошките фактори кои влијаат врз медиумската писменост и дали медиумската писменост може успешно да се измери? Ајде почнеме од ова второво, значи ние се обидевме да ја мериме, значи никако не смееме да застанеме тука. Некои одредени насоки веќе ни се покажа, апсолутно сите овие аспекти што мислевме дека влијаат се покажаа дека влијаат. Може колку е тоа, ние во науката многу сакаме се да измериме, некогаш некои работи колку се мерливи и колку сме далеку од вистината не знам, меѓутоа се обидуваме и не треба да застанеме тука, ова е само едно првично истражување, меѓутоа дефинитивно можеме да кажеме дека можеме да ја измериме до некаде медиумската писменост или некои аспекти на медиумската писменост. Во однос на психолошките фактори, токму тоа ова што го дискутиравме, да, локусна контрола, се сите психолошки димензии, емоционалната писменост, значи тој ако досега се мислеше, па и во истражувањата што ги следам, медиумската писменост беше прилично на едно когнитивно ниво. Колку ние знаеме за нешто, колку знаеме што е вест, колку знаеме како се прави еден прилог. Да, мислам дека тоа веќе ни покажа дека не можеме така. Медиумската писменост е еден малце поширок конструкт, психолошките фактори и како се важни. Така, критичкото мислење, ова што го зборам, не е автоматско процесирање, желба да се анализираат работите, не можеме ние така автоматски да ги примаме работите. Значи таа е на психолошка димензија, психолошки димензии, психолошките аспекти апсолутно мора да се имаат предвид, а во однос на социолошките, нас некои насоки ни се покажа во однос на пол, во однос на урбана, рурална средина, во однос на процес на образование, меѓутоа да донесеме заклучоци, навистина ќе треба едно малце поголемо истражување со поголем примерок за да можеме да кажеме кои одредени социолошки фактори влијаат, а насоките се тие. Можеби некаде полот, можеби некаде дефинитивно живењето во урбана, рурална средина, знаете, тоа ни се покажа и кај пензионерите и кај студентите. Степенот на образование сигурно, знаете, сега ние ги земавме студентите и пензионерите, меѓутоа не ја земавме токму на најголема категорија на луѓе, но како најранливи категории ги земавме, каде што можеме луѓе со различно образование, различно ниво на образование да видиме како они стојат во однос на оваа медиумска писменост. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата.